3 недели жителите од високите зони во Кочини, во кои ги опфаќа улиците Кристијан Карпош, Цар Самуил и други, имаат ограничен пристап до вода. Вода имаме најдоцна до 14 часот, пошто мора на неа да чекаме до полноќ. Во меѓувреме сите сме на работа или по други обврски, што практично значи кога дома ќе дојдеме, вода нема. Се жалат граѓани до телевизија Стар. Зошто граѓаните на овие пеколни температури се оставени без вода? До мене нема стасано писмена поплака или устна поплака дека имат некаков проблем со водоснабдувањето. Одговорно тврдам дека во моментов водата ја дистрибуираме низ целиот град, работиме со 3 помпи во градовскиот систем во Градовци, со максималниот капацитет, редовно беа навремени беа исчистени и сервисирани бунарите, така што доколку би имало некаков проблем ќе го проверам ова. Освен што немаат вода, жителите од Кристијан Карпош се максимално незадоволни од јавното предпријатие Водовод. На нашата улица Христијан Карпош од Водовод не сме ги виделе со месеци. Улиците сами си ги чистиме, а тревата исто така сами се ја косиме. Ја оформуваат сликата на нивните проблеми нашите соговорници. Што за ова велат од јавното предпријатие Водовод? За подигањето на комуналниот отпад и на комуналниот смет, задолжен е раководителот на комунална хигиена. Ние имаме програма по која што постапуваме, која што донесена со одлука на Советот. Тоа се улици со каци каде што високи, се помали и потесни улички, каде што не можеме да поминеме со големи комунални возила, туку таму сервисирањето го вршиме со трактори, бидејќи таков е пристапот. Значи исто така ќе ја проверам и ова информација, но колку што знам, и двата трактора за подигање на комуналниот смет и комуналната хигиена се во функција и работат.